Ги следите регионалните вести. Советниците на општина Тетово ја одржаа 30-тата седница. Тарифникот за зонското паркирање и барање за воведување на измени и дополнувања од страна на советничката група на ВМРО-ДПМН предизвикаа најмногу полемика. Тарифникот за утврдување на висината на надоместокот за користење на јавни паркиралишта и јавни површини, третиот квартален извештај за реализација на буџетот, како и давањето приоритет на проектот за третман на водите од река Пена и студена река филтерска станица за пречистување на водата за пиење, беа меѓу поважните усвоени точки на денес одржаната 30-та седница на Советот на општина Тетово. Од советничката група на ВМРО-ДПМН на седницата побараа измени и дополнување на тарифникот за зонско паркирање, односно воведување на месечна карта за станарите за паркирање во зоната А. Јавна расправа со граѓаните, како и обраќање на градоначалничката Теута Арифи во насока на решавање на проблемот, сметаат дека е неопходно од оваа советничка група. Во името на советничката група барам во телот цени за услуги за користење на јавните паркинзи и јавни површини, зона А, зонско паркирање, да се предвиди месечна предплата за станари, за прво и второ возило. Цената би била исто како и за другите зони, 250 и 500 денари. Го бараме ова затоа што на лице место граѓаните се соочуваат со многу проблеми. Имавме еден протест на граѓани, а најавени се нови протести. И проблемот, граѓаните не го гледаат кај нив, го гледаат кај државата и кај општината, кога ги правила зградите не предвидела паркинг места. И ова кога ќе отпочне зонското паркирање, они ќе се соочат со голем проблем. И барам од сите советници да го поддржат. И би сугерирал, до директорот, да предвиди 15-минутен бесплатен паркинг за граѓаните и да се предвидат паркинг места за лицата со посебни потреби. Бесплатен паркинг. Мислим дека треба градоначалникот овде да се озове, да се озве и да направи една јавна дебата со граѓаните. Да го слушнеме нивното мислење за цената и дали е прифатлива оваа цена која е стајана во овој тариф. Според советникот Дурим Љума, одлуката за зонското паркирање е веќе усвоена, а процедурата е завршена. Тоа тема абсолвирано како Како што нагласи председателот на Советот Хисен Джемаили, за секоја измена и дополнување по ова прашање треба да се направи и анализа на состојбата на терен. Заведе директорот на јавното предпријатие Градски паркинг Тетово Фејсал Беадини, проектот со зонското паркирање се уште во пилот фаза, а по завршување на законските процедури следниот месец се очекува да се започне со наплата за паркирање во А-зоната. Тоа е претходно изгласане согласно одредбите за ценовникот што го донесе претходно Советот на општина Тетово. Управниот одбор на јавното предпријатие само го потврди тој ценовник и денеска помина за согласност во Совет. Најпрвин да почнеме со наплата, па после ја отварам можноста и да заедничко да разговараме и со сите станари кои ќе не можат да се паркират низ зоната А. Цената во зона А е 30 денари за час паркирање, со тоа дека максимумот е 3 часа. Во зона А има резервирани паркинг места за физички лица и цената е 8.000 денара за месечна и 80.000 за годишна карта. За резервирано паркинг место во зона А. Додека е пилот проектот во зона А, граѓаните редовно праќаат SMS пораки, но кога ќе започне со наплата зоната А, тогаш зоната Б ќе почне со спроведување на пилот проект. Таму ќе пратат граѓаните SMS, но со тоа дека SMS-ите ќе бидат бесплатни. Додека ќе се наплати само во А. На седницата беше усвоена и точката за измена за распоред на средства од буџетот, согласностите за именување на представници во неколку предпријатија и институции, како и повеќе точки кои се однесуваат на урбанизмот и образованието. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени.
1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Граѓаните реагираат дека пилот проектот за зонското паркирање во центарот на Тетово не се спроведува успешно. Ретко кој возач се регистрира преку SMS порака дека е паркиран во зоната А возилата се оставаат и на втората лента од коловозот. Пилот проектот зонско паркирање во центарот на Тетово не се спроведува целосно. Тој предвидува бесплатно паркирање на возилата на обележани места, а возачите треба да испратат SMS порака дека автомобилот е паркиран во рамките на зоната. Спротивно следуваат казни, но состојбата на терен е сосема различна. Возачите ретко преку SMS се регистрираат дека ги паркирале своите возила, кои ги оставаат и на тротоари, пешачки премини слично. Граѓаните се сомневаат дека зонското паркирање во Тетово ќе профункционира. Мислим 90% не функционира. Тоа најненормално е да се паркираш само во Тетово. И нашата екипа гостави возилото без да регистрира преку SMS порака дека е паркирано во зоната А. Поминаа неколку часа, но надлежните ниту изрекоа казни или покупатија одредена забелешка, но од градски паркинг се убедени дека пилот проектот успешно се спроведува. Бејадини најави дека од декември зонското ќе започне да се наплаќа по 30 денари за еден час. Тројца средношколци од село Боговиње се повредени од група која насилно влегла во автобус во Тетово. 58 годишен жител на Блаце е повреден откако возилото со кое се превезувал удрило во куче скитник на автопатот Тетово-Скопје. Група која насилно влегла во автобус во Тетово повредила 3 момчиња од село Боговиње. Како што соопшти СВР Тетово, возач на автобус на тетовска фирма пријавил дека 20 на минути пред тоа кога застанал на постојка на улицата Илинденска, група од 4 до 5 непознати лица насилно влегле во автобуси со метални боксирачи и други предмети, започнале тепачка со 3 други лица, а потоа на брзина избегале. Во тепачката повредени се момчиња на возраст од 17 до 19 години од тетовското село Боговиње. Извршен е увид во автобусот, пронајдени и подигнати се траги за вештачење, а најголемиот број од посечените напаѓачи се идентификувани и повикани на разговор во СВР Тетово. Се работи на целосно расчистување на случајот и против сите инволвирани ќе биде поднесена соодветна пријава. 58 годишен жител на Блаце е повреден откако возилото во кое се превезувал удрило во куче скитник на автопатот Тетово-Скопје. Како што соопшти СВР Тетово вчера околу 10 часот на автопатот Скопје-Тетово во близина на Добарскиот надвозник, патничко возило Фиат Пунто со тетовски регистарски таблици, управувано 27 годишен жител од Тетовско Блаце, налетало и удрило во куче бездомник. Од удирањето во кучето повреди здобил со патникот на возилото 58 годишен жител на Блаце и со друго возило пренесене на скопските клиники. Извршен увид и се расветлуваат околностите и се друго поврзано со оваа сообраќајна незгода. Од полицискиот билтен и информацијата за несекојдневна кражба. Како што соопшти СВР Тетово, 19 годишна студентка од Дебар вчера вечер пријавила дека околу 20 часот и 30 минути додека заедно со незината другарка се движеле по Тетовската улица Илинденска. Непознато лице го грабнало мобилниот телефон од раката и почнало да бега, но за кусо време било фатено, приведено и задржано во полициската станица Тетово. Станува збор за 31 годишен албански државјанин од Кукс, кој во текот на денов ќе се соочи со соодветен поднесок. Нелегално обложување и коцкање се организирало во обложувалница без лиценца во гостиварското Неготино Полошко. Полицијата одзела телевизори, компјутери, покер апарат и одредена сума на пари. Затворена нелегална обложувалница во гостиварско Неготино Полошко. Полицијата утврдила дека објектот работел без лиценца. Сопственикот ќе се соочи со казна. Според информациите од секторот за внатрешни работи Тетово, екипа од гостиварската полициска станица вчера извршила контрола во спортска обложувалница во Неготино Полошко во сопственост на 48 годишникот ова село. Обложувалницата не била регистрирана со фирма и немала потребна лиценца за приредување игри на среќа. Од објектот со потврда биле одземени 6 телевизори, покер апарат, како и неколку компјутери, компјутерска опрема и маси со столчиња. Освен тоа, полицијата одзела и одредена сума на пари кои ги затекнала во објектот. Од СВР Тетово соопштуваат дека по целосното расчистување на случајот против сопственикот на обложувалницата ќе биде поднесена соодветна пријава
по основ на законот за игри на среќа и забавни игри. Минатата недела сличен случај беше регистриран во тетовското село Пирок, каде полицијата откри нелегален објект со покер апарати. Форумите на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се приклучија во кампањата за борба против сите форми на родово базирано насилство. По тој повод вчера во Тејарце беше одржана јавна трибина. Во кампањата за борба против сите форми на родово базирано насилство 16 денови женски активизам се приклучија и форумите на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. По тој повод вчера во просториите на општинската организација на СДСМ во Тејарце беше одржана јавна трибина на тема семејно насилство. Од 25 ноември до 10 декември ќе се одбележува Меѓународниот ден на Обединетите нации за елиминација на насилство врз жените. Согласно тоа, жените членки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку форумот на жени се приклучува во одбележувањето на овој ден со бројни активности кои се против сите форми на родово базирано насилство. Визијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е да биде земја во која сите жени и мажи ќе ги уживаат основните човекови права, земја на еднакви можности и еднаков третман на сите граѓани без разлика на полот на кој што припаѓаат. Нулта толеранција на родовото базирано насилство. 16 дена женски активизам. Вечерва во простириите на општинската организација на СДСМ Тејарце ќе се одржи трибина на тема семејно насилство. На трибината ќе говори Нада Блажевска, член на Комисијата за труд и социјална политика на општинската организација на СДСМ Тетово. Во овој период од 16 дена членките на форумот на жени на СДСМ ќе спроведат повеќе активности, кои ќе бидат со цел да се спротистават на сите форми на насилство врз жените. Форумите на општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз ширум Македонија ќе се вклучат во борбата против родовото базирано насилство со многубројни активности, со делење на флаери на видни места, со заеднички дружби меѓу форумите со други организации, меѓу жените од другите политички партии и со разновидни трибини на најразлични теми, како што се семејното насилство, како што е психичкото малтретирање на жените на работните места или мобинг, како што е дрогата, алкохолот и борбата против дрогата, алкохолот и алкохолизмот и многу други теми кои што се поврзани со насилството врз жените. Повторуваме дека Македонија е едно општество за кое што форумите на жени на Социјалдемократскиот сојуз се залагаат за рамноправност помеѓу сите мажи и жени и нулта толеранција за родовото базирано насилство. Во наредниот период јавни трибини ќе се одржат во повеќе градови во Македонија. Членови на Сдруженијето на новинарите, самостојниот новинарски синдикат и Македонскиот институт на медиуми одржаа протест пред клубот на пратениците со што бараат да бидат вклучени во преговорите меѓу четирите партии за реформа на медиумската сфера. Председателот на ЗНМ Насер Селмани истакна дека тие не сакаат да наметнуваат решенија, но сакаат да знаат какви промени се носат во медиумската сфера. Тој потенцираше дека сите промени треба да се системски воведени и дека тие остануваат на барањето за вклучување во преговорите. Денешниот состанок на партиите кој требаше да се одржи во клубот на пратеници беше одложен. Специјалното јавно обвинителство од обвинителствата во земјава ги побара првите 5 предмети поврзани или кои произлегуваат од нелегално преслушуваните разговори. Првиот предмет е оформен од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по поднесена кривична пријава од СДСМ против поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, неговата поранешна соработничка, а сега судика во Вишиот управен суд Светлана Костова и против израелецот Хаим Хакини во врска со наводна провизија при набавка на израелска опрема за специјалната полиција. Вториот предмет оформен од основното јавно обвинителство Скопје по поднесената кривична пријава од СДСМ против премиерот Никола Груевски, поранешните министри за внатрешни работи и за транспорт и врски Гордана Јанкуловски и Милијана Киевски, како и против непознати лица вработени во МВР за фалсификување исправи и повреда на избирачкото право.
Третиот предмет е побаран од основното јавно обвинителство Битола, а е против битолскиот градоначалник Владимир Талевски и лицето СБ за кривично дело злоупотреба на службената положба. Четвртиот предмет е побаран од основното јавно обвинителство Куманово, а е оформен по кривична пријава од физичко лице против непознато одговорно лице за комуникации во мобилен оператор и против правно лице за кривично дело неовластено прислушување и тонско снимање. Јанева го побара и предметот пуч од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Специјалното јавно обвинителство денеска соопшти дека од јавните обвинителства во земјава ќе бара нови предмети на 15 дена. Билансот на загинатите во падот на хеликоптерот Ми-8 на подрачјето на Краснојарската покрајна во Источен Сибир достигна 15 лица, додека 10 се наоѓаат во болница на интензивна нега. Телото на еден од загинатите се уште се извлекува од остатоците од леталото. Рускиот председател Владимир Путин изјави денеска дека турското лидерство намерно ги турка билатералните односи меѓу двете земји во ќорсокак. Тој нагласи дека Русија очекува извинување на доместок од Турција по соборувањето на рускиот борбен авион на турско-сириската граница. Тој истакна и дека очекува Анкара да ги казни криминалците кои го собориле авионот. Рускиот премиер Димитри Медведев најави дека наредил подготовка на одмазнички мерки во економската и хуманитарната сфера против Турција по соборувањето на руски воен авион во вторникот на границата со Сирија. Според неговите зборови цитирани од агенциите, мерките ќе опфатат увоз на турска храна, можна и забрана на турски компании да вршат дејност на руска територија. Италијанскиот премиер Матео Ренци денеска повторно изјави дека Италија ќе се бори рамо до рамо со Франција и додаде оти е потребно да се формира погранична коалиција за да се уништи исламската држава и ужасниот проект кој таа го представува. На средбата со францускиот председател Франсуа Оланд, Ренци рече дека Либија мора да има приоритет бидејќи постои опасност баш таа земја да стане итен случај. Оланд оваа недела покрена кампања за формирање на силна коалиција против исламската држава по нападот на 13 ноември во кој се убиени 130 и повредени повеќе стотини лица. Тој денеска ќе отпатува на состанок со рускиот председател Владимир Путин во Москва, а веќе разговараше со американскиот председател Барак Обама. Британскиот премиер Дејвид Камерон изјави денеска дека верува оти неговата земја треба да и се придружи на меѓународната коалиција која спроведува воздушни напади против милитантите на исламската држава во Сирија. Британскиот парламент ќе гласа за предлогот наредната недела. Според Камерон, учеството на Британија во воздушните напади ќе биде дел од сеопфатната стратегија за да се деградираат милитантите и да се намали заканата по земјата. Времето денес беше претежно облачно со повремен слаб дожд. Утринските температури се движеа од 0 до 4, а дневните од 5 до 9 степени. Утре не очекува облачно време со врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. На планините и на некои повисоки места врнежите ќе бидат од снег, а ќе се формира и снежна покривка, особено во западните делови од земјава. Утринските температури ќе се движат од -2 до 1, а дневните од 1 до 4 степени. И тоа беше се што ви подготвивме во денешното издание на регионалните вести. Останете и понатаму со радио и телевизија КИС. Пријатно!